Управата за јавни приходи е задоволна како ги собира даноците, иако кај данокот на личен доход има значително отстапување од планираното за периодот јануари-октомври 2025 година. Задоволството на управата е затоа што собрале повеќе пари во споредба со истиот период лани. Но ако се погледнат бројките за 2025, кај персоналецот има потврдување за околу 8% поени од она што би представувало идеално собирање за 10 изминати месеци. Односно, ако има идеална распределба, наплатата на овој данок би требало да биде нешто над 83%. Собрано е само 75,37%. Од УЈП вела дека пониското собирање се должи на тоа што дел од даноците имаат и сезонски осцилации и се наплатуваат повеќе кон крајот на годината. Сепак, околу собирањето на овој данок има и реални проблеми. Тоа се пред се приредувачите на игри на среќа и приливите од странство, од даночевите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Значи, од тие области каде што сме фокусирани, направивме доста анализи и проверки, со вкрстување на податоци, каде што ги забележавме нели тие трендови кои што ги посочив, и сега имаме активности пак од со постепено засилувачки карактер. Ова значи дека освен што се контролираат обложувалниците и казината, ги контактираат и граѓаните кои времено работат во странство и ако се даночни обврзници во Македонија, ќе треба да платат 10% на своите приходи. Меѓу нив се и лицата кои работат на пример на бродовите во странство. Од УЈП вела дека континуирано се врши поврат на данокот на додадена вредност и заклучно со вчерашниот ден. Вратени се на стопанството 497 милиони евра од буџетот. Сепак, Петрова вели дека дел од фирмите кои бараат поврат на ДДВ дополнително се проверуваат и дека затоа дел од нив подолго чекаат. И дека тоа е издржано и основано, исто така говорат фактите и податоците, бидејќи ние имаме големи износи утврдени неправилности и од даночните контроли за ДДВ. Значи, околу половина од дополнително утврдените даноци што не биле правилно пресметани и правилно пријавени од страна на даночните обврзници се однесуваат за ДДВ. Во пари од 60 милиони евра, 30 милиони биле незаконски побарани за поврат. Инаку од УЈП вела дека досега за мој ДДВ се исплатени околу 9 милиони евра, а според налозите ќе треба да се исплатат уште 6 милиони.